Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Во наредниот околу половина час видете кои настани го одбележа денот. Следи најава за дел од темите. Со грант од 270.000 денари и други бенефиции се отвара можност за самовработување на лицата со инвалидитет. Аплицирањето за оваа владина мерка е во тек. Фонд за стипендирање основа Универзитетот Гоце Делчев и бизнис заедницата. 500 најдобри студенти ќе добијат стипендии во висина од 200 евра оваа студиска година. Две нови кривични пријави за штипскиот адвокат Никола Николов. Додека тој е во бегство, се јавуваат нови случаи на измамени граѓани и компании. Промовирана е пилот мерка за самовработување на лица со инвалидност кои имаат право на помош во изработка на бизнис план и грант од околу 5.000 евра. Оваа активна мерка овозможува ослободување од придонеси и други бенефиции. Обуки за овие мерки денес има инвалидизираните лица во неколку градови на истокот. Агенцијата за вработување од Штип денеска ја појасни владината мерка за самовработување на лица со инвалидитет. Оваа мерка е дел од оперативниот план за вработување на Република Македонија. Се работи за пилот мерка, а со неа е предвидено лицата со телесен инвалидитет, со оштетен вид, слух и слично да остварат свој бизнис. Самовработувањето на овие лица е со грант од 270.000 денари. Оваа мерка предвидува да се вработат 120 лица на ниво на држава, во која се вклучуваат и дополнителни вработувања, значи секој отворен самоотворен бизнес или со самовработување е предвидено уште најмногу две лица да може да вработат во самиот бизнес. Така да помошта е во тоа што се доделуваат 270.000 денари како грант. Имат самите лица инвалидни ки имаат помош при изработката на бизнес планот, потоа при регистрацијата на самиот бизнес, а подоцна значи ќе може да ги користат и посебните средства од посебниот фонд според Законот за вработување на инвалидни лица, значи под 9 месеци откако ќе го регистрираат својот бизнес, ќе може да ги користат сите оние привилегии што ги користеа порано и другите лица од посебниот фонд. Како што појасни директорот на Агенцијата за вработување од Штип, проектот предвидува да се вработат до 120 лица на ниво на држава, а во општина Штип интерес изразиле 8 лица. Друг бенефит со овој проект е и тоа што покрај лицата кои со посебни потреби во истата компанија може да се вработат уште 2 лица. Дел од самите апликанти изразуваат желба да земат дополнително вработување. Значи според самата мерка најмногу до 20 може да земат. Значи за секое ново дополнително вработување се предвидени неповратни средства во вид на грант од 92.000. Лицата со попреченост се задоволни од оваа мерка на владата на Република Македонија и тоа што нивниот сон може да стане реалност. Јас аплицирав веќе уште од првиот ден, значи кога се отвори тоа, бидејќи на телевизија претходно слушна дека оваа мерка значи ќе ја има за инвалидните лица. Инаку, значи, јас сакам да отворам како работилница, сладкарница, веќе, значи, тоа и си го работам, значи, тоа не е семеен бизнис. Сега само сакам сега да си го реализирам и плюс нахранени вработување да направам. Сакам да аплицирам за такси, да си работам, и според мојот инвалидитет, тоа можам да работам, тоа и гледам условите се добри. Задоволни сте во секој случај? Да, тоа ми е познато. Огласот за апликација е се уште во тек. Сите заинтересирани лица со инвалидитет кои сакаат својата идеја да ја претворат во бизнис, за дополнителни информации може да се консултираат со надлежните лица во подрачните единици на Агенцијата за вработување. Агенцијата за вработување во Кочани одржа средба со заинтересираните инвалидни лица, на која средба беа информирани за условите на огласот, пред се за финансиската поддршка за реализација на бизнис идејата, како и за експертската поддршка во форма на обука за претприемништво и водење бизнис. Огласот моментално е објавен, односно трае до 1.9, со тоа што ги поддржуваме сите инвалидни лица, значи кои имаат сопствена идеја за да отворат сопствен бизнис, да дојдат кај нас во Центарот за вработување за да аплицираат
да можат значи да ја остварат својата бизнис идеја. Доколку заинтересираното лице со инвалидност не е евидентирано како вработено инвалидно лице, има можност тоа да го направи во Агенцијата за вработување. Објавата на огласот за самовработување на инвалидни лица е до 1 септември. Но како што беше истакнато на денешната средба во Кочани, тој најверојатно ќе биде продолжен поради зголемениот интерес на заинтересирани лица. 500 најдобри студенти на Универзитетот Гоце Делчев ќе добијат стипендии во висина од 200 евра оваа учебна година. Стипендиите ги обезбедува Фондот за стипендирање на УГД и бизнис заедницата. Освен со македонски, УГД во Фондот за стипендирање ќе вклучи и странски компании. 500 најдобри студенти од 2, 3 и 4 година на Универзитетот Гоце Делчев ќе добиваат стипендија во износ од 12.000 денари, од кои 300 стипендии во текот на зимскиот семестар и 200 во текот на летниот период во студиската 2015-2016 година. Проректорот на УГД, професор доктор Блажо Боев, информираше дека овој фонд за стипендирање на студентите е во насока на се поголемо вклучување на бизнис заедницата во Штипскиот универзитет. Сакаме да најавиме дека во текот на зимскиот семестар 2015-2016 година фондот ќе распише 300 стипендии за студенти на УГД и во текот на летниот семестар уште 200 стипендии. Значи тоа е таргет на УГД во оваа година, во оваа учебна година од 500 стипендии кои ќе бидат дадени на студентите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и тоа на најдобрите. Критериумите за добивање на стипендиите доправа ќе бидат разработени, но еден од основните критериуми е успехот постигнат на факултет. Можност за добивање ваква стипендија немаат студентите од прва година, бидејќи тие се на почетокот на своето студирање. Студентите ја поздравија оваа иницијатива и се благодарни за овој потек на универзитетот. Од поглед на студентите, односно од нашата студентска организација, сакам да поздравам оваа иницијатива на Универзитетот Гоце Делчев за формирање на фондот на стипендирање. Тоа за нас значи еден огромен мотив, една огромна створање на една огромна конкуренција меѓу студентите, се со цел да се подобри успехот и квалитетот на студирањето. Значи со самото тоа, со доделување на 500 стипендии, тоа е една огромна бројка која во студиската 2015-2016 година ќе го олесни начинот, односно текот на студирањето на 500 студенти од нашиот универзитет. Конкурсот ќе биде распишан на почетокот од студиската 2015-2016 година. Планирано е овој конкурс да се распишува редовно, почнувајќи од оваа година. Условен паричен надомест во висина од 12.000 динари ќе добијат семејствата кои се приматели на социјална помош и имаат деца средношколци. Целта е да им се помогне на семејствата, а услов е учениците редовно да ја следат наставата. Сите приматели на социјална помош во Република Македонија, кои имаат деца што одат во средно училиште, добиваат и ќе добиваат и понатаму, бидејќи се донесе одлука за тоа, пред некој ден на седница на влада, дополнителни 12.000 денари во секое семејство кое што има дете кое што оди во средно училиште. Со цел да се помогне за трошоците што ги има самото дете и да се охрабри детето да оди на училиште. Има само еден услов и затоа се вика условен трансфер, а условот е детето редовно да оди во училиште и да ги посетува часовите. Доколку детето што оди во средно училиште ги посетува редовно часовите, државата на родителите приматели на социјална помош им дава дополнителни 12.000 денари. И тоа ќе продолжи во иднина. Денес се асфалтираа 900 метри квадратни дворното место на јавното предпријатие ИСАР Штип, со што се обезбедуваат 60 паркинг места за механизација и автомобили. Најголемото јавно предпријатие на истокот со инвестиција од 1.200.000 динари од денес се со уреден двор. Напуштениот и неуреден простор меѓу последната кула на улицата Михајло Апостолски и административната зграда на јавното предпријатие ИСАР од денес е со нова намена. Паркинг места ќе бидат 30 паркинг места за посебно ќе има паркиралиште за странките, односно за граѓаните кои што ќе додат овде во јавното предпријатие ИСАР. Ќе има посебен паркинг за жителите на 7 кула кои што живеат овде и други граѓани и ќе има посебно паркинг место за самите вработени јавното предпријатие ИСАР. Целокупниот зафат со кој се облагородува пристапот и околината околу ова најголемо јавно предпријатие во овој регион
ќе чини околу 20.000 евра. Паралелно со ова, јавното предпријатие ИСАР работи на други пунктови. Веќе работиме на реконструкција на канализационна и водоводна мрежа на улица Вардарска. Ќе работиме и некои други улици, реконструкција на канализационни и водоводни мрежи, каде има потреба од граѓаните, каде се дотраени и каде што општината планира да асфалтира. А веќе во исчекување сме и на 2 трактори, тендерската постапка е во тек, 2 нови возила трактори кои што ќе помогнат за подобрување на комуналната хигиена, односно за исфрлање на сметот во нашата општина. Инаку во континуитет се одвива и активноста за замена на старите водоводни цевки со нови, што е една од најзначајните активности преку чија реализација треба да се обезбеди квалитет во водоснабдувањето на граѓаните. Нови 2 кривични пријави поднесе СВР Штип против адвокатот во бегство Никола Николов од Штип. Овој пат е осумничен за измама со која оштетил собственичка на куќа за 12.000 евра. Кривична пријава адвокатот од Штип заработи за лажно прикажување на факти на осигурителната компанија Исинг Македонија. Нови 2 кривични пријави заработи штипскиот адвокат НН, кој по продажба на куќа на клиент, наместо на сметката на клиентот, парите ги префрлил на собствената сметка. Пријавениот во својство на адвокат со искористување на својата положба ги пречекорил границите на своите овластувања и постапил спротивно на даденото полномошно од страна на неговиот клиент кој бил во странство. Вешто со лаги и измами во 2 наврати ги злоупотребил дадените овластувања од страна на оштетениот клиент, по извршената продажба на незината семејна куќа на 9 јули 2014 година противправно ги присвоил паричните средства во износ од 12.000 евра. Пријавениот адвокат од Штип со намера за себе да прибави противправна имотна корист со измамнички дејства ја довел во заблуда и осигурителната компанија Инсиг. Со лажно прикажување на фактите, односно во мејлот што го доставил до истата, наместо трансакцијската сметка на клиентот од Штип, кој што го застапувал во врска со судски спор за случајна сообраќајна незгода, ја навел неговата лична трансакцијска сметка, при што осигурителната компанија му исплатила износ од 1.163.179 денари по основ на пресуда од апелациониот суд Штип. Адвокатот во своето досие од претходно има 3 кривични пријави: оштетување на туги права и кривично дело измама. Тој сопственото возило марка Голф неколку пати го продал на различни лица, со што се стекнал со противправна корист. Членови на Совет на млади во општина Штип и Фондацијата за развој на локалната заедница Штип беа дел од студентската размена која се одржа во Вајмар, Германија овој месец. Национални спомени во контекст на европскиот идентитет беше мото на размената со акцент на влијанието на националната историја врз социјално-политичките активности во Европа. По кратката летна пауза, Советот на млади при општина Штип повторно започнува со активностите кои се во интерес на младите во регионот. Имено минатата недела представници на Советот на млади и на Фондацијата за локален економски развој присуствуваа на преговори во Германија. Темата на проектот беше Invention of Nation, Invention of Europe, каде сите земји учесници може да дискутираат и да споделат искуства за традицијата на својата земја, културата. Имавме и традиционална вечер со традиционална музика, традиционална храна. Исто така да подискутираме и за моменталните предизвици со кои што секоја земја се соочува, како и моменталните проблеми. Средбата во Германија била збогатена со присуство на представници од Македонија, Грција, Албанија, Германија, Украина и Русија. Главен дел на проектот беше фокусиран токму на презентирање на идентитетот кој што денеска представува сршта на секоја држава и представува идентитет на државата. Па така ние како представници од Македонија ја презентиравме идејата за Македонија и таа идеја која што се уште постоела уште во 1903 година, давајќи осврт на Илимденското востание, на значењето на Крушевскиот манифест и што значи таа идеја до ден денеска и дека ние како македонци сепак и покрај сите проблеми во минатото, поделби,
сме успеале да покажеме и да докажеме дека сме достојни да имаме своја собствена држава, ставајќи акцент дека токму ние младите денеска треба да ја таа идеја да продолжиме, да работиме за неа во насоки на модерна Македонија, европска Македонија, Македонија без граници. Целиот проект се одвиваше во Вајмар, Германија, кој е град со многу голема историја, каде што имаше доста да се посети. Посетувавме разни музеи, имавме прилика да се запознаеме со историјата на Германија. Исто така имавме покрај едукативниот дел и покрај делот каде што имавме прилика како млади да ја размениме идејата за Европа и како секоја националност е вклучена во оваа идеја. Учесниците на оваа средба, иако по потекло од различни земји со различна култура, традиција, обичаи и политичка перспектива, сепак со заедничка идеја за Европа, односно како младите од повеќе земји во иднина да бидат креатори на една подобра, модерна и софистицирана Европа. Богата понуда и голема посетеност имаше денес на пазарот во Штип. Најбарани сезонското и зеленчук кои годинава имаат одличен квалитет и пристапни цени. Добро снабден и посетен градскиот пазар во Штип и понатаму мошне барано овошјето. Со наближувањето на есента се збогатува и понудата на грозјето. Каде? Од Струмица. Која сорта? Сортата, да ви кажем, не знам, това шо без семка. Да. Колку пипер? По колку кило? По 30, по 25, зависи спрема грозјето. Денес широк избори на сини сливи. Ше ли род година? Има и тоа доста. Доста. Род, цената е малку така. Ќе видиме. 20 денара моментално и 15. Колка површина ги има? 10 декара. Скоро 800 дрвца. Таква ли е, ситна малку? Не, таа има и крупна. Таа е ситна, другавите е крупна. Граѓаните со различни коментари во однос на цените. Цените спрема човеците. Кои зимат големи плати, по-убава роба зимат. Кои имат по-ниски плати, не квалитетна. Ние купиме пиперки, земат 2 кило по 40-80. Сега зема грашче по 120. Сега ги земам патиджани, тражам од вие нашите тука села 20-25 ако надам и тоа е. Цените на поодделни земјоделски производи кои се продаваат денес на градскиот пазар во Штип. Доматите од 20 до 30, благиот пипер 30, лутиот од 50 до 70, компирот 20, моркови 30, исто како и цвеклото. Лубеници 10 денари за килограм, 15 денари дињите, праските од 20 до 25 денари за килограм. Борци од Исламска држава уништија манастир во сириската провинција Хомс. Според организацијата, борците користеле булдожери за да го уништат манастирот, кој бил освоен од нив во почетокот на август. Градот е сместен крај патот кој го поврзува античкиот град Палмира со планините на либанската граница. Велика Британија повторно ќе отвори својата амбасада во Иран во текот на предстојниот викенд, речиси 4 години откако демонстрантите ја опустошија и го запалија британското знаме. Ваквиот потек за коментаторите означува затоплување на односите меѓу Лондон и Техеран, откако кон крајот на јули во Виена беше постигнат договорот за ограничувањето и контролата на иранската нуклеарна програма. Најмалку 16 случаи на инфицирање со ХИВ се регистрирани во редовите на борците на Исламска држава, од кои повеќето се странски платеници, биле ставени во карантин во локална болница. Лидерите на групата и локалните групи ги принудуваат заболените од СИДА да станат терористи самоубици. Голем дел од инфицираните со ХИВ во редовите на Исламска држава се наркозависници или имаат сериозно криминално минато. Екипата на работничкиот Скопје синоќа во рамки на плејофот за Лига Европа одигра нерешено со рускиот Рубин Казан 1:1 во надпревар кој на полувреме заврши 0:0. Македонскиот тим одигра храбро во текот на целиот меч и беше рамноправен противник, иако од 54-та минута играше без исклучениот Милован Петровиќ. Гостите ја искористија предноста од еден играч повеќе во 69-та минута поведоа со 1:0 со голот на Кара Денис. Работнички, иако со човек помалку на теренот, продолжи да игра квалитетно и наградата стигна во 85-та минута, кога Кире Ристевски постигна гол за конечни 1:1. На националната арена Филип II имаше околу 15.000 гледачи, а судија на надпреварот беше Иштван Ват од Унгарија.
Синоќа се одигра еден натпревар во рамки на турнирот во мал фудбал Пробиштип 2015 со убедливи 8-2 тимот на Белфаст од Пробиштип славеше над екипата на Јаншпет од Штип, натпревар кој што се играше во рамки на групата. Инаку поради одржување на манифестацијата Леговец Ленд која што се поклопува со термините на турнирот, денеска е слободен ден за екипите, а натпреварите продолжуваат во сабота кога од 19:45 ќе играат Дами пак и Лавови, додека во вториот натпревар кој што се игра од 20:35 Јаншпет ќе го пречека тимот на Бели Брегови. Полуфиналето на турнирот Пробиштип 2015 е во среда кога ќе се сретнат првопласираните и второпласираните екипи од А и Б групата. Финалето на овој турнир ќе се игра на 28 август кога општината Пробиштип го слави денот на рударите. Ова се во дневникот во 16:30, доведување до 20 часот за кога подготвивме нови содржини. За крај видете какво време не очекува и имајте убаво петочно попладне.